Почитувани, бројот на заразени пациенти со коронавирусот продолжува да расте. Во исто време и бројот на починати пациенти од COVID-19 се зголемува. Во изминатите 48 часа, еден пациент почина заради нејасна патека за хоспитализација и постапување. И покрај препораките на Светската здравствена организација да се тестираат што поголем број на граѓани и мотото на СЗО тестирај, 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 особено за ризичните групи, загрижува податокот дека само лимитиран број на тестови се изведуваат во текот на 24 часа, при што во континуитет се добива дневно слична бројка на ново заболени. Во исто време загрижува и фактот што медицинскиот персонал е во најголем процент од заразените пациенти, односно околу 12%, а со начинот на менаџерирање на кризата и недостигот на медицинска опрема, најверојатно овој процент ќе се зголемува и понатаму. Комисијата за здравство на ВМРО-ДПМН во врска со пандемијата на коронавирусот и пропагација на COVID-19 ги дава следните предлози. Прво, ургентно да се превземат мерки за обезбедување на соодветна опрема за персоналот и негова заштита. Штедење на истиот преку точно подготвен и испланиран бел план за функционирање на здравствените институции. Голем број од здравствените институции во моментот не спроведуваат никаков план за ротација на персоналот, ниту пак редукција на активноста. Потребен е јасен алгоритам, каде ќе се следат и третираат бремените жени кои се пред породување, а ќе бидат со инфекција COVID-19. Потребен е алгоритам, каде ќе се следат и третираат онколошките пациенти кои ќе бидат со инфекција COVID-19. Имаат ли институциите за онколошки пациенти протокол за подготовка и следење на истите? Да се организира превоз за вработените во здравствените организации кои заради полицискиот час или во нредната состојба имаат проблеми да дојдат и да си одат од работните места. За чудо, здравствените работници во кампусот Мајка Тереза се уште плаќаат паркинг. Неопходна е соодветна опрема за медицинските работници и обука на персонал кој ќе биде директно задолжен за лекување на пациентите кои ќе бидат позитивни на вирусот на корона. Пациентите кои не се со потврден COVID-19 потребно е да се исследуваат со мултидисциплинарен тим кој ќе биде опремен и обучен за работа со вакви пациенти суспектни за COVID-19. Да се дефинира и детерминира начинот на однесување со починатите лица, како ќе се транспортираат, по кои протоколи ќе се дезинфицираат возилата и просториите каде што се одложуваат. Второ, предлагаме рестриктивни мерки и прогласување на карантин во градовите со најмногу инфицирани и заболени пациенти. Тоа се Скопје, Куманово и Струга. Регионите од каде што има најмногу починати се практично најзагрозени за понатамошно ширење на болеста. Информациите кажуваат дека во местата во околината на Струга има поголем број на заболени кои не се под медицинска контрола, потребно е итно превземање на мерки за коригирање на ваквата состојба. Трето, предлагаме подготовка на големите спортски објекти, например арената Борис Трајковски, да се подготви за примање и згрижување на поголема група на пациенти. Тоа да биде направено по примерот на соседните главни градови Софија, Белград и Загреб. И на крај, да се продолжи со барање на меѓународна помош, која би била во опрема, материјали и експерти. Ви благодарам.